денес се одржа 11-тата седница на Советот на општина Прилеп. Имаше повеќе точки, од кои една од поважните беше донесувањето на завршната сметка на општина Прилеп и пуштањето во употреба, отварањето на градинката во склоп на училиштето Рампо Левката, проект кој беше отпочнат од минатата локална самоуправа и градоначалникот Маријан Ристевски и навистина со големо задоволство гласавме за доизведба и завршување на овој проект и конечно пуштање во употреба, што ќе значи многу за граѓаните на општина Прилеп и за згрижување на нови дечина од тој дел на градот. Да се осврнам на донесувањето на завршната сметка, бидејќи во неколку наврати градоначалникот на општина Прилеп господинот Илија Јовановски драматизираше и ни кажуваше дека сметката на општината е во катастрофално лоша состојба. Тоа денеска се демонтираше сам со извештајот, односно со завршната сметка која тој ни ја достави, односно службите од локалната самоуправа ни ја доставија за да ја изгласаме. Според книговодствената евиденција, вкупните неизмирени обврски на локалната самоуправа на крајот од 2017 година, односно заклучен со 31.12, изнесуваат 34.827.518 денари. Вкупните обврски доспеани изнесуваат 29.387.000 денари, додека вкупните недоспеани обврски изнесуваат 5.439.000. Состојбата на паричните средства на буџетот на ден 31.12.2017 година изнесуваат 8.411.000 денари. Од ова се гледа и се потврдува извештајот на Министерството за финансии дека општина Прилеп не само што не е многу задолжена, туку и не се наоѓа во оној список на должници на општини во Република Македонија кој го објави самото Министерство за финансии. Прикажувањето лажно на лоша економска, финансиска состојба на општината е со една цел да градоначалникот да добија алиби за неисполнувањето на своите ветувања. За да добија алиби, за да не ги реализира ветените проекти. По денот велат, утрото се познава. Денеска добив писмен одговор на едно мое советничко прашање докаде е проектот со изградба на кружен тек на мостот Табана и до изградба на улицата 11 октомври. Денеска добив одговор од градоначалникот на писмено дека овој проект кој беше оценет за одличен од Светската банка и беше одобрен кредит за негова изведба и лично од него денеска на седница на Совет беше потврдено дека е оценет како добар, ни кажа дека нема да го спроведе, бидејќи се консултирал со не знам некои стручњаци од фелата, сообраќања и кажа дека не бил оправдан. Уште еднаш ќе потврдам. Донесувањето на оваа завршна сметка ни потврди дека економската, финансиската состојба на општината е во добра состојба, но тоа што го кажува градоначалникот повеќе пати за презадолженост представува алиби за нереализирање на ветените проекти. И денеска можам да му порачам на господинот градоначалник Илија Јовановски дека можеби нема да биде запамтен како градоначалник кој остварил многу проекти, бидејќи за сега нема остварено ниту еден, но сигурно ќе биде запамтен по едно. Од денеска тој е првиот градоначалник на двојазичен Прилеп. Она што ВМРО ДПМН како партија во многу наврати го зборуваше и го кажуваше, во многу наврати предупредуваше дека ни се остварува пред очи тиранската платформа, дека се работи на се за донесување на двојазичност во Македонија, во град во кој нема никаква потреба за донесување на двојазичност, од денеска со гласањето на Хари Локвенец и Кети Смилеска, пратениците од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, ние веќе реалност.